Добре, криптоентузијасти, вака стојат работите. Значи, официјално правиме кратко видео, како што другите канали имаат целосни видеа, така кај нас кратките видеа, каде што само на кратко треба да објасниме околу она што го очекуваме од утрешниот состанок на Федералната резерва. Е доста битен состанок, затоа што ово е така речено последен состанок пред оној летен распуст, следен состанок Федералната резерва дури на 31 јули има. Сега, зошто е ова битно? Прво и најбитно е фактот дека ќе добиеме dot plot план. Значи, знаете дека на секој квартал, на секој 3 месеци добиваме ваков посебен тип на, да речем, детален извештај во кој што ќе видиме што очекува на долг рок, значи самата Федерална резерва. Односно ќе ги видиме проекциите кои што ги има за остатокот од годината. Со тоа што во овој dot plot план може да биде негативен или позитивен во однос на она што ќе добиеме како резултати. Зошто велам негативен или позитивен? Затоа што овдека ќе видиме дали Федералната резерва ги променила своите проекции за потенцијални rate cuts, за кои што веќе многу пати сме разговарале, или пак и понатаму останува на истите проекции. Да не забораваме дека јас очекувам истите да бидат позитивни. Зошто го велам тоа? Затоа што, пак ќе напоменам, на крајот од оваа година имаме претседателски избори во Мурика, негативни вести, односно негативни извештаи кога станува збор за dot plot план, може да предизвикаат многу голем не колапс, но дефинитивно проблеми за економијата во Мурика, затоа што негативни извештаи потенцијално би го исплашиле пазарот и тоа ќе добиеме пад не само на криптопазарите, туку и на традиционалните пазари, вклучувајќи ги акциите на големите компании, индексите како Nasdaq и S&P 500 и така натаму, нормално Russell 2000 и сите останати. Сега, значи пак ќе напоменам. Гледаме дека уште од почетокот на неделата, вчерашниот ден, видовме по самото тоа што во претходната недела имавме енормни купување кога стануваше збор за спот ETF на биткоин. Сега гледаме дури и одлив во текот на вчерашниот ден. Значи сите моментално чекаат да видат што ќе се случи на оваа пресконференција, на овој состанок на FOMC. Сите знаеме дека rate cut нема да има во текот на јуни, но се чека да се видат овие dot plot, така речено, извештаи, со цел да се види што Федералната резерва очекува и планира за остатокот од годината. Така да уште ќе напоменам. Крајно е битно да видиме што ќе се случува понатаму во овој состанок, за да знаеме што очекуваме во текот на следните месеци. Така да, во однос на тоа каков ќе биде dot plot планот, ќе направиме анализа веднаш кога ќе го добиеме. Очекуваме или придвижување на пазарот доста позитивно нагоре, или пак негова корекција. Како и да е, ова и во едната и во другата ситуација е позитивно за нас. Потенцијална корекција само би ни дала подолг период за акумулација. Уште ќе напоменам, следниот дел од bull маркетот ќе биде крајно експлозивен. Иако јас не очекувам дека ќе имаме, затоа што уште ќе напоменам, Федералната резерва е директно поврзана со изборите во Америка, иако кажува дека тоа не е така. Значи самиот фактор дека претседателот одлучува кој ќе биде, да речем, чеермен, односно главен и одговорен на Федералната резерва, ви кажува се што треба да знаете за тоа дека истата е као независна или пак дека не е поврзана со партиските делови во Америка. Така да уште ќе напоменам, значи јас верувам дека во крајно голем интерес на Джером Пауел е да го задржи Бајден на позиција. За да го направи тоа потребни се rate cut. Зошто? Затоа што rate cuts ќе предизвикаат ова економија која што моментално, иако е климкава и понатаму се движи нагоре, тоа можеме да го видиме од најголемите компании, иако помалите компании го немаат тој успех, најголемите компании како Microsoft, како Apple, посебно како Nvidia и понатаму се движат во нагорен правец во однос на вредноста на нивните акции. Така да, ова е потребно за да се одржи овој фиктивен, да речем, начин на кој што оваа зомби економија и понатаму продолжува да напредува, иако секојдневните граѓани во Америка ќе ви кажат дека тоа не е така. Значи да не забораваме, добивме 4% невработеност во Мурика, нешто што не се очекуваше, што е, пак ќе напоменам, уште еден податок во наша полза за што повеќе и повеќе да се изврши притисок врз Федералната резерва, конечно да дојдеме до rate cuts. Може би rate cuts нема да добиеме сега, но уште ќе напоменам, што поскоро толку по-голема е шансата дека истите ќе имаат некаков ефект врз економијата за тоа да се преточи во гласови за Бајден. Значи, тоа е на некој начин како ова функционира. Дополнително да не забораваме уште еден битен фактор, а тоа е дека и Европската унија и Централната банка на Канада одлучија и воспоставија rate cuts.
а овие, да речем, големи финансиски институции функционираат како блок. Што значи со сигурност веќе они помеѓу себе ова го комуницирале и на некој начин се усогласиле дека може и Европската унија и Канада да почнат со rate cuts. Нормално на Европската унија тоа ја одговара затоа што инфлацијата на ниво на Европска унија е негде околу 2,6%, е многу поблиска до 2% која што е да речем зацртана мета на инфлација за разлика од Мурика каде што и понатаму сме на 3,6%. Така да, во текот на утрешниот ден ќе добиеме и во оваа ситуација стапки на инфлација, но ќе добиеме исто така и уште еден битен момент, а тоа е како што кажав, значи самата FOMC, односно состанокот на Федералната резерва, пресконференцијата на која што Джером Паул пред дојде да се сунча негде, значи ќе излези и ќе каже што се очекува понатаму. Така да, очекувајте го ова, нели, да видиме што ќе се случи. Јас нормално ќе споделам линк од лайв пресконференцијата на нашиот канал, на нашиот Twitter профил, за да можете и сами да проследите што ќе каже Джером Паул. Верувајте ми, многу уши се вперени во оваа пресконференција, а уште еднаш, значи тоа ви е и една од причините поради кои што и денеска добивме корекција на пазарот надолу. Значи моментално луѓето се обидуваат да излезат од пазарот затоа што не знаат што да очекуваат. Навистина е да речем период во кој што навистина не знаеме дали Федералната резерва ќе излезе давиш или хокиш на овој состанок. Така да останува да видиме, на некој начин ова е една многу битна работа. Уште еднаш ќе напоменам затоа што или ќе го бутне пазарот во оној следен дел кој што го очекуваме, експлозивно движење на биткоин цената, а нормално потоа и на алткоините, или пак ќе добиеме на некој начин, не верувам дека ќе добиеме длабока корекција, но ќе добиеме стагнација и хоризонтално движење на цената на биткоин. Гледаме дека се движиме околу 70.000 веќе месец и пол наназад. Така да, тоа е она што го очекуваме. Нормално не можеме да бидеме сигурни што понатаму би се случило. Се што можеме да направиме е да очекуваме, нели, во однос на веројатност, што според нас има поголема веројатност. Што еднаш ќе напоменам, поголема веројатност има дека ќе испадне давиш. На оваа пресконференција ќе каже дека и понатаму се очекуваат rate cuts во текот на оваа година, без разлика дали истите ќе дојдат подоцна или не. Уште еднаш, значи верувам дека сето ова е многу поврзано со претседателските избори во Америка и дека сето тоа порано подоцна ќе биде во наша корист. А според нашите претходни технички истражувања, веќе многу пати сме ги покажале што се случува со пазарите кога конечно ќе почне rate cuts, кои што се пропратени со ново принтање на пари и автоматски добиваме девалвација и инфлација на доларот, а со тоа добиваме сите останати ризични добра, без разлика дали станува збор на акции, дали станува збор на ресурси, криптовалути и така натаму, сите почнуваат да се движат нагоре. Така да тоа е она што го очекуваме. Останува да видиме, нели, како сето тоа ќе се заврши на оваа пресконференција. Во меѓувреме уживајте во нашата алткоин недела. Денеска за жал нема да имаме видео, но од утре понатаму продолжуваме со нормално оние алткоини поред кои што треба да ги обработуваме. Така да MetaHero е прв. Доста интересен проект, се надевам дека ќе уживате. Ви благодарам на вниманието како и секогаш и се гледаме во следното видео. Поздрав од Малта и од топлото лето кое што е веќе пред нас. Поздрав!